Продолжуваме сутринска на Телме и со она кое што меѓу другото како содржина и како теми го најавуваме се со цел да ви информираме за она кое што се случува во претстојниот период, да ја завршиме оваа година со навистина добро расположение и во одлично друштво, а при тоа да имаме и квалитетно секојдневие. Секој ден да не биде исполнет и со музика и со насмевка, бидејќи како велат денот поминат без насмевка, а и без добра музика или добро друштво не е целосно добро поминат ден и верувам дека за во многу прилики или ситуации ќе се согласиме со тоа. За сите повозрастни генерации, за оние кои што го памтат некогашниот ноќен живот во Скопје или генерално во Македонија, за оние кои што навистина носат голем број спомени од годините наназад, може да направат една паралела како беше некогаш и како е денес. А исто така треба да постои можност да сите тие повозрастни генерации да се присетат на тие времиња, но и да се забавуваат на сличен начин, а со тоа да се поврзати со помладите генерации. Одличен пример за тоа е настанот Forever Young, кој што се одржува традиционално, а ќе се одржи и оваа година и одличен пак и соодветен соговорник за тоа ни е организаторот Милорад Цајо, добро познат на македонската јавност, наш денешен гостин, со кој што зборуваме за ова ново издание и не само за тоа, Цајо секогаш како еден неисцрпен извор за ноќниот живот, за дружењето дружбите во Македонија, некогаш единствен и одличен пример да може малку да го доловиме тоа и на нашите гледачи и малку да ја отвориме таа тема. Добро утро и добро ни дојде. Добро утро тебе, Ивана, и на сите гледачи на Телма телевизија. Па, еве, собрав храброст после долго време, ова ретро журка која е веќе традиционална и еднаш годишно се случува. Журката беше одложена за она што се случи во Кочани. Едноставно немав храброст да ја направам во некој си одреден период и најавата беше, викам, ајде малце да помине период, па да се малце совземеме и да направиме еден сублимат на генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареат. Тоа е мотото на ова Forever Young журка. Едноставно, летниот период како што помина, ми се врати желбата да ги соберам оние генерации кои веќе долго време седат дома и не излегуваат. Едноставно нема капчиња за генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареат. Не е популацијата младите генерации како што се, например, онаа декада од 20 до 30 години кои излегуваат навечер и генерациите кои се над 30 години, значи и во, така да кажеме, плюс 50 и така натака. Тие генерации како да немаат своје капче. Многу локали во Скопје има и во Македонија, а таа генерација како да е заборавена. Да се подсетиме да не се овие зимски слави, мислам дека луѓето нема каде и да се видат. Едноставно, мислам дека она самоотуѓување наше, кое се појави во изминативе 10 години, па може и повеќе, станува доминантно, луѓето веќе не се дружат како порано. Така да, забавата Forever Young, која ќе се случи идниот петок на 28 ноември, ќе биде со почеток како во старите времења од 20 и 30 часот и ќе трае негде до кај 1 часот наутро, бидејќи тие генерации минатата година направив еден сублимат и ја гледав како се движи популацијата и доколку часот може да издржат. Значи, максимумот на генерациите, бидејќи овдека на оваа забава, значи, луѓето доаѓаат од 30 до 75 години. Но нивната енергија не е таа што била некогаш. Максимумот е негде околу 45 минути после полноќ и веќе почнува енергијата да паѓа. Но едноставно решив да ја направам затоа што сите ја сакат ретро музиката. Да, тоа ќе те прашав кој е музичкиот избор и што е она кое што највеќе ги расположува. Музичкиот избор е тројца познати диџеи од Скопје и Македонија. Тоа се Ерик Фокс,
и DJ Бажо од Антена 5 и DJ Дела од Сити Радио, едноставно се докажани ретро DJ кои веќе долго време пуштаат музика од тие години, од тие времиња. И мислам дека во последниве изминати години, Ивана, многу аранжери и продуценти се навраќаат на ретро музиката и прават нови ремикси, како што, например, минатата година беше во првите топ 5 ремиксот на Давид Гета со Алфавил, кој ја врати Forever Young на музичката сцена и едноставно мислам дека луѓето ја сакаат таа музика. Еве сега да се потсетиме и генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареат, а и помладата популација, десетите години од минатиот век. Затоа што кажуваат и самите критичари, музички критичари светски, дека најголемата креативност е во тие години. Да. Цела секоја време си носи своји трендови, секоја генерација си има своји потреби, желби, начин на кој што сака да се забавува и каде што сака да се забавува. Голем дел од тоа не поврзува и како поминува животот, не поврзува со тоа, па сакаме да се вратиме на тие убави времиња и така натака, но ќе се согласиме дека наукниот живот во било кое време, значи или за било која генерација е огледало на општеството во кое што живееме. Како било некогаш и како е денес, ако направиме една паралела и ако зборуваме за сегашното време и онаа можност која што имаат младите генерации за ноќен живот, ќе речеме дека можеби го немаат таквиот избор или можност на еден таков начин да го доживеат. Но од друга страна пак и нивните потреби се различни. Ме интересира твојата перцепција и она кое што ти го забележуваш. Ти имаш и млада ќерка која исто така верувам дека ги споделува со тебе незините ставови и размислувања, но генерално се движиш и во кругови кај што има млади луѓе, па можеш да направиш една таква мислам дека генерациите, сега не мои генерации, али оние кои се од 30-тите, 40-тите години и така натака, па и моја генерација плюс 60, едноставно во тоа време, кога живеевме, имаше многу голема дружба. Младата генерација со оваа нова технологија и светот како што се движи напред, некако како да се оттуѓуваат. Порано во нашите времиња не ти требаше да се договориш со некого за да се видиш. Например, излегуваат, еве сега како ќерка ми се договара со другарките, со пријателите, со дечкото или така натака за излегување. Во наше време постоеа кафулиња каде што ќе дојдеш и сите се твои. Ти знаеш дека сите ќе ги видиш. Да. И не треба да се договараш. Едноставно, само кога ќе влезеш и веќе 90% од луѓето веќе ги познаваш. Со еден контакт, со друг, со трет. Тоа го нема веќе. И се технологијата тука се го прави своето, заради тоа што сите со мобилни телефони, со социјални мрежи, повеќе начини како да се договориме. Многу се чудам кога ќе излезам навечер, да кажам во некој така кафулиња каде што се собираат генерации, да кажам 30, 40, 50 години. И тие генерации веќе како да немаат диалог меѓу себе. Едноставно со тие телефони што ги имаме сега, паметни телефони, сите гледаат во телефоните и некако пијалокот тука, музика, не е она да се направи некоја атмосфера која ќе сега се надевам дека секогаш новогодишната атмосфера малце повеќе ја загрева публиката. И ова ќе се случи сега, значи крајов на ноември месец почнува и до крај на годината, значи тековниот месец декември.
И после тоа веќе во јануар месец Да, нема некако не функционираме. Едноставно се затвораме во себе си, сите сме во своите домови и некако нема некое движење во градот. Не само Скопје, но цела Македонија едноставно станува како празен, како ништо да не се случува. А порано ние знаевме да направиме и Стара Нова година многу добра во дискотеките. Па Скопје го заборави тоа време. Например, не е како порано, ствари, не се правеше на 31 денска журка од 12 до 8, па после си одат дома и спијат. Него едноставно, денската журка беше 29 и 30 декември. На 31 се чекаше навечер новата година, другиот ден се одмараше, бидејќи е тоа веќе семен ручек и така натака. И она што е најбитно, нашите гледачи го заборавиле дека 2 јануар секогаш се правеле патерици. И тоа дискотеките биле преполни со луѓе, едноставно како да е нова година. Па сега се надевам ова година дека ова што ќе биде идниот петок, ќе направи еден малце загревање на она предновогодишна атмосфера и дека ќе бидат нега публиката задоволна од музиката и да ги известам гледачите за продажните места. Тоа се значи онлайн преку kupikarta.com, литература МК, ЈК Травел и Розеверо 2. Познати места за продажба на влезници. Цената е популарна 500 денари. Мислам дека е тоа символично, чисто колку да се одржи и да се направи, да се загрее атмосферата пред Нова година. Задоволен ли си од одзивот и во минатите години, ако зборуваме дека ова е традиционална манифестација, традиционален настан, значи кој што ако се одива во континуитет, значи дека има доволна посетеност. Но дали си ти лично задоволен од она кое што сакаш да го постигнеш и кое што е твоја цел? Заради тоа што ми спомена веќе следната година правиш 40 години како ова го организираш или си во овој дел за нели сите тие повозрасни генерации да имаат барем еднаш во годината настан каде што ќе може да се соберат едно место и да се забавуваат. Идната година точно правам 40 години од првата полноќна забава во Скопје и Македонија, поточно во дискотеката Огништето. Ќе биде на 23 октомври и мислам ќе биде голем јубилеј, нешто уште од сега веќе го спремам, ќе биде изненадување за нашата публика и за нашите гледачи. Сепак е голем јубилеј. Да не беше таа историска забава, угостителството во Македонија немаше да работи после 23 часот. До тогаш, значи, угостителството, рестораните и дискотеките работеа до 23 часот и некако како да замре Скопје. Но 86-та година и предходно, значи годините 85-та, 84-та, некако како Скопје веќе да зовриваше, младата генерација бараше се повеќе и повеќе да не биде тоа 23 часот, него малце повеќе да останат. И така да тогаш од кога почна да се случува таа забава Огниште, јас се сеќавам првата забава кога ја направив, имаше толку голем одзив да наредниот петок, значи вечерта имаше негде околу 300 посетители на забавата. Наредниот петок ја веќе влезниците ги имав веќе во саботата, а мене веќе недела, понеделник и вторник луѓето ми доаѓаат дома и ми ги кажува мене ми треба 2 карти, мене 10, мене 5, ние сме толку и јас веќе во среда немав карти. Зашто тогаш било вистина во подем, тоа и со голем интерес. И после тоа, да, и од таа забава, значи почна веќе Скопје да станува
како метропола на Балканов. Тоа е она златно време на ноќниот живот на Скопје од 88 негде до 97 година. Значи беше буквално доаѓаа луѓе од Белград, од Загреб и остануваа тука да работат и да живеат затоа што Скопје имаше ноќен живот. После 2007-2008 година како некако да спласна некако ноќниот живот во Скопје. Што се случи, не знам која е причината. Но недостасува ли сега на Скопје еден концепт, поинаков концепт или воопшто концепт во однос на ноќен живот, во однос на слушање на интересот, односно на желбите кои што ги имаат младите генерации, оние за кои што меѓу другото е и ноќниот живот, стилот, музиката? Јас, Ивана, многу често сум размислувал, мислам дека концептот на Скопје и сега е добар, само што е премногу голем. Порано, значи во наше време, во тоа време, 80-тите и 90-тите години, имаше помалку места за излегување. И тука веќе беше групирање на луѓето и се создаваше некоја хемија каде што луѓето баш буквално сакаат да се дружат. Сега веќе почнува Скопје да личи квартовски. Тие што живеат во аеродром си имаат огромен број на кафулиња каде излегуваат. Луѓето кои живеат во делот на Карпош, значи овој дел, како да кажам, тие не им треба да идат во центарот на градот, на улица Македонија или така натак. Значи си имаат сите своји кафулиња. Има многу избор, а не верувам дека, бидејќи сум дел од тој ноќен живот, има и концептуално доста групи кои ги забавуваат, зависно од музиката, од жарот на музиката. Има добри трендовски кафулиња кои си имаат добра програма. Мислам дека Скопје веќе е проширен, многу голема метропола стана, пренаселеноста го направи своето. Да. Но на некој начин со самото живење или со текот на времето и оно кое што ни го носи еднината, веројатно и тоа е очекувано, но треба да научиме како со тоа да функционираме, нели, и на кој начин да се прави вистинскиот избор, но и да се насочуваат младите генерации. За сите оние кои што сакаат да бидат дел од Forever Young 2025, на 28 ноември или следниот петок имаат можност да уживаат во ново издание, а веќе следното ќе биде и последно, ми спомена дека потоа се пензионираш. Точно, кога е јубилеот 40 години од Огниште, значи 23 октомври 2026, ете, јавно ќе кажам дека се најавувам дека одам во пензија и за генерациите кои пораснаа, но никогаш не стареат, мислам дека треба да имам некој нов наследник. Да, тоа ќе те прашам, дали имаш некој вака наследник кој што те гледа или го сака тоа што го правиш? Па се уште не знам, ама има многу потенцијал. Скопје има добри организатори кои може да продолжат ова Forever Young журка да живее и да биде традиција за оние генерации кои не излегуваат секогаш во град навечер. Да, но си има предизвици и организацијата, не можеме да кажеме дека е туку така лесно или дека низ годините не се соочувал со предизвици, проблеми, со различни луѓе, различни карактери во организација. Секогаш има проблеми и мора да се решава. Најинтересно е што секогаш сум работел сам. Не дека сум нешто недружелюбив. Едноставно имам помошници од тим на луѓе, но она што е главното, значи инертната машинерија сум јас. Така да не знам како ќе биде понатака. Да, здравје Боже, тоа останува да видиме и се разбира сето она кое што ќе го диктираат или новите трендови на ноќен живот, на излегување и на она кое што го сакаат младите и идните генерации, за повозрасните можност и во петок и до следната година уште малку да уживаат со Forever Young. Ти благодарам цела за гостувањето и за можноста да малку позборуваме за ноќниот живот некогаш и денес, секогаш повод за ваква тема кога имаме и непосредно пред нас уште еден настан на Forever Young.
ти благодарам тебе, Иване, и за тебе, Телма, која секогаш за вакви манифестации е мојата страна која ги информира гледачите и љубителите на ваква музика. Да, и ќе испратиме заеднички пораката дека важно е да останеме за секогаш млади. Точно. Годините велат се само бројка, треба да останеме млади во духот, ти си пример за тоа и покрај годините млад во духот и се уште со ентузијазам за ноќни забави, но и оние кои што се делат Forever Young или во контекст на кој што го кажи нашиот претходен гостин, докторот, е дека староста или старењето е само перцепција, секој од нас треба да се чувствува или млад онолку колку што мисли дека е млад или обратно, но ние на младоста ги го ставиме фокусот. Така. За секогаш млади 2025 во на крајот на следната недела или во петок.